Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Дракче. И денеска сме, драги мои, заедно со вас и денеска ќе направиме еден убав специјалитет кој што ќе ви се допадне и верувам дека ќе го запишете рецептот и ќе го направите, а потоа ќе ни покажете како излегол вашиот рецепт. А верувајте ми, денеска овој наш специјалитет ќе го подготви една прекрасна и убава дама. Да ве поздравиме сите вас ширум светот, сите оние кои што не гледаат преку сателитскиот канал на Канал 5 телевизија и се разбира сите наши редовни гледачи во нашата ни убава Македонија. Еве, поздрави за сите вас и од срце ве гушкам. Каде и да се наоѓате, бидете со многу љубов и позитивна енергија. Нашиот народец вели еднаш убава, секогаш убава, но јас морам да кажам дека нашата Верче секогаш и сега убава. И секогаш со насмевка ви посакува, верувам, добро утро кога ќе ја гледате на утринската програма на нашата Канал 5 телевизија. Па денеска си ја поканив да ни направи свој специјалитет. И веќе знаете, Вера Мештерови. Добре ми дојде, Верче. Добро те најдов, Дракче. Еве, што се вели. И јас кај тебе малку на гости, не само ти да не бидеш дел од Здрава Македонија, туку и ја денеска да бидам дел од Готвиме со Дракче. Бидејќи ти си една личност на која што јас и се восхитувам, значи без оглед на она што гледачите го гледаат пред екраните, Верче, знаеш многу убаво да готвиш. Го покажа и во првата сезона и сега верувам пак покажа твој специјалитет кој што колегите тука сами да знаеш дека не остана парче, па затоа ме ставате повеќе пред предизвик сега да имам трема што денеска ќе биде, ама добро се надевам дека ќе биде. Верче, убаво, затоа што тебе не ти е ова прв пат, ти си готвиш и дома и ќе ми биде задоволство. И јас прво, бидејќи ти си во бело фустанче, предпочитам да поставиме престилка. Па така сега во кујна сме. Не, и да те заштитиме. Да те заштитиме, не знаеме што би можело да се случи со денеска со намирниците. Добро, така малце таков рецептот каде што имаме доматно пире и ќе треба малку да се подготви и месото кое што секако ќе треба да го подготвиме, да го испржиме, така да Јас сум ти денеска како доматно пире, ќе го мешкам за да не ти биде. Добро, да, малку ќе ми асистираш, што се вели. Повели ти од оваа страна, јас ќе си одам кај мојот другар Шпорет. Тестенините ги поставивме да се подварат. Рече не треба многу да се сварени, треба да Па не треба да се преварени, треба оној да имаат убава структура. Да имаат. Еве веќе. Да, бидејќи секако ќе ги печеме. Ова на некој начин е модифициран, да кажам, мој рецепт, поедноставен. Ова јадење го е мислам не интернационално, но повеќе денеска ќе го правиме со макарони, бидејќи не успеавме да ги најдеме оние шпагети не големи подебели како со дупче, но верувам дека и така ќе биде вкусно. Ќе биде. Овој рецепт на социјални мрежи или во куварите се прави и како со бешамел, но мене ми е многу тежок тој. Бешамелот е за вкусови различни. За вкусови, така да јас на некој начин си го модифицирав, како да кажам. На македонски начин. Да, на македонски начин и си го нареков мусака со макарони. Така и го поставивме. Да, едноставен за подготвување, не е нешто што домакинките во своите домови не го спремале, можеби само начинот бил поразличен, така да верувам кога макароните со месото ќе се спојат и тоа се во една убава тава, ќе се прелие и ќе се искрчка, дека ќе биде одличен, вкусен ручек за сите. Повлечам макароните за да ги прецедиме. Да, ќе треба да ги исцедиме макароните. А овде ќе го поставам тавчето. Добро. За да може месото да го подготвиме. Така, за месото што ќе ни потребно масло, јас сакам со маслиново да готвам. Значи ќе треба, нели, да го ставиме маслото со кромит. Јас сакам подалеку да виде прскањето. Ете така.
Повели? Кромиче, морков си сакам јас да се ставам. Ова е да речеме на некој баш мој, јас си сакам. Како традиционално ќе дојде, да. Некој си сака, некој не може и без тоа. Секако ќе биде вкусно и без морков да се стави, но кромице како мора да има. Некој можеби ќе сака и едно лукче да си додаде, ние денеска не додаваме, но дозволува да речам овој рецепт дополнително домакинката да си стави да си некој свој зачин, така за да биде па неизино автентично, нели така да. А јас да ти ги преседам овие. Добро. Ето, масло. Крумидот. Еден крумид тука си сицкавме. Така подготвени, нели? Се за во интерес на времето да постасваме и рецептот да ни биде готов до завршувањето на емисијата. Така. Макароните ти се средени. Да, не знам. Сакаше да ја зголемиме? Малку, уште малку, да. Мојот другар шпорец знае да велам како јас се шегувам, си ги познава. Си ги познава, така, твоите прси. Така е, па драгче, како сега домакинката мора да си ја познава и шпоретот. Така. Ти си тука, што се вели, секојдневни. Како ние во утринската. Да. Тука сега можеме да ставиме и биберче. Сакав да те запрашам, бидејќи многу пати и во утринската програма има гости кои што сакаат, им е специјално сготвењето, па вие, моите драги колешки, се снаоѓате. Па се снаоѓаме со гостите, така, да, мора човек да се снајде. И затоа велам, ајде, редно е и овде да се видиме. Да, ако. И така ставив малце и солца, па ќе видиме како треба, бидејќи и во макароните можеме и вегета. Тука некаде ти е сув зачин, не ти. Еве го сув зачин. Ставиме вегетичка малку. Сите си ја нарекуваме така, бидејќи едно време беше тој единствен бренд. Но ова е веќе сув зачин од Македонија и навистина си го користиме вака како што е. Да. Добро. Па ќе видиме после што ќе ни фали, ќе го пробаме, доколку е лесно како вида да се додаде, тешко е да се одземе при готвењето. Верче, бидејќи ти секогаш си ја одржуваш твојата линија, изгледаш преубаво. Што најмногу сакаш да готвиш дома? Дечињата сигурно сакаат. Па и ги сакаат овие работи. Преку недела морам да кажам дека немам толку време. Жива и здрава да е мајка ми. Има поддршка. Мајките тука поддршка за време на викендите, да. Додека да речам ете беа мали во тој период кога бев да речеме ете и повлечена толку од медиумите, тогаш секојдневно гледав баш онака да им биде менито што се види различно и да вклучува и месо и риба и сето она кое што треба, нели, како таа пирамида на здрава исхрана. И верувам дека на некој начин и самото тоа што јас сакам убаво и здраво да се хранам, да го пренесам и на моите деца, сака да јадат нормално. Еве, макарони, месо, тестенини. Но вообичаено дечињата не ги сакаат зачинети, сакаат само со сиренце и кетчуп. Да, меѓутоа како што раснат, сега веќе поголеми тинејџери имам, син ми сега ќе има 17 години, керката господин човек. Да, керката 15, таа е полуматурантка оваа година, ќе се запишуваме во прва средно, така да веќе и патувајќи низ светот имаат пробано најразлични кујни и веќе ги сакаат зачините. Син ми јаде многу лута, што и двајцата го сакаме тоа, така така да веќе да речеме зачините не ни се толку специфични, проблематични, може да поминат. Веројатно навистина се доаѓа тоа така со годините, кога се помали се уште не ги знаат толку многу вкусовите и се одбегнува. Но сите ние нете. Не, може би и до нас сакаме да ги заштитиме од многу кисело, од многу љуто, солено и така. Но потоа тие растат и пробуваат и надвор, излегуваат и со врсници, и со другачиња, каде што имаат можност, па еве и од патувањата каде што сме оделе, ние неодамна
додуша минатата година, ма скоро пред половина година бевме ете во Египет, која што е скроз да речеме нели различна земја со различна кујна, каде што воопшто не е специфично на никаде тука на Балканот каде што сме биле. Тоа што сме биле да речеме во Турција или Грција или околниве Европа, тие навистина се разликуваат по многу нешта како кујна и по зачини. Така да и таму имавме можност да пробаме и мароканска кујна, и нели најразлични, така да нешто, видете, во секоја кујна нешто се допаѓа или нешто не ви се допаѓа, ама мислам дека во било која кујна и оние дури најпребирливите околу зачините може да се најдат по некој јадење кој што ќе им се допадне, но на мене кој што ми се допаѓа во однос на нашите традиционални македонски јадења, тоа што нема кој што не дошол кај нас, да нешто не му се допаднало. Не само до зачините, можеби и до начинот на производството на самите производи. Природното сонце, природната вода, без додавање на разни екстракти и самиот домат или самата пиперка, самиот морков си имаат посебен вкус. Сега тука ќе ни треба малку и овој да се ставиме и путер во ова и месото. Ќе ти ги додадам вака. И месото и потоа и патлиџанчето ќе го ставиме ова. Сега ова баш треба онакав да биде сочно. Баш го начина муабетот за кој што јас сакав да те прашам. Како патувањата, бидејќи неодамна те најдов на патување, кога сакав да те прашам дали имаш можности да бидеш гостинка, беше некаде во Турција. И сакав да те прашам како е сезоната сега, почнали со вкусните јадења, иако во Турција секогаш ги има. Така, исто. Така, шведските маси преполни со... Убаво патување навистина беше во Анталија сега каде што бев и сите хотели кои што имав можност да ги посетам. Анталија е навистина една сончева земја каде што никако сезоната е преку цела година. Таму веќе баш е воек. Исполнити се капацитет, како сега да е лето, иако кај нас некако оваа пролет доста променлива и некако на есен заличува. Не дека ни доаѓа лето. Така да, навистина, убаво е и убаво си поминав со убаво друштво, научив таму техниката на готвење суши. Може во некоја наредна емисија... Во четвртата сезона ќе правиме суши. Да правиме и суши. Тоа ми беше некој интересно доживување, што таму искуство го имам да го направам. Тешко е погодуваат. Сушите сака специјалност. Сака специјалност, малку е околу... Мора да биде тој специфичен ориз, кој што треба да се употребува и стварно е малку е повеќе и техника на како се рола, ајде да кажеме, сушите, како се подготвува и состојките ги бирате и вие. Кога ќе го ја научите техниката, можете да си ставате состојки на какви сакаш. Па дури не мора, ако сакате да биде и риба, може да си ставите и пилешко месо да си направите. Јас тоа дома сега сакам да го пробам. Рибата е правото суши. Да, јас за се некако морам да модифицирам, па сега ќе си пробам дома да се направам нешто. Па ќе ни кажеш, Верче. Да направам едно поинако може некое суши. Јас сам многу пати кога ќе ме запрашаат како е со кујната и велам кујната е исто како еден моден креатор. Земаш едно платно, размислуваш како да го сошиеш, што да му додадеш уметнички детали. Така. Исто и храната. Кога ќе земеме состојки на маса и размислуваме што и како треба да ги подготвиме, и кои зачини да ги додадеме и како за на око да изгледа сето тоа убаво, да. Ете така. Ама и потоа е вкусно и на око и секако мора да биде тоа некако вкусно. Сега оригано, имаме ли тука оригано? Еве го треба. Јас ќе отворам. Тегличката малку тешко се отвара. Да. И овој домат да си го исецкаме за да го ставиме, па и потоа зашто веќе ви месото ни е убаво запржено. Ајде, додај, јас ќе бидам кај тавчето, да, ќе мора и да пробаме само за сол. Ќе ти дадам мало лажиче. Да видиме дали е добро. Како вистинска домаќинка. Да си пробаш, Верче. Па тоа јас малку со солта, јас и не јадам толку многу солена. Како јас.
Ама солта се додава, Ама солта да си се додава, така да верувам дека еве сега бидејќи нашите колеги верувам од позади камерите и после тоа ќе ни го пробаат денешниот од режијата веќе гледаат да им се позлатат рацете на Верче, ќе ни направи убаво јадење. Дека готвиме така нешто. Да. И нема да бидем толку многу. Некако еве и децава макарони, месо, или пак гулаш со месо, шницли со компир, да речеме се некои јадења кои се јадат. Син ми да речеме тава со ориз традиционално, со чорба, супа, тоа навистина го обожава, кирката, компир, на оној печен што е пекарски некој пат, така и таа со месама, тоа некако тие спојки да речем, некако се јадливи или гурмански или посакувани, како да кажам. Посакувани, затоа што само што ќе ги погледнеш, знаеш утре што би сакале тие да им направиш, ќе рече вау, моето јадење. Да. Сега да си го додадеме, беше тука ние веќе готов ова мефцето. И домато. Само ете, па пробај Драгче сега ти ја додека го сецкам ова за да го додадеме. Јас сакам еве додека има можност да ставам и свежи намирници, па потоа ќе се додадеме ние доматно пире кое што е веќе пасирано. Но сакам секој пат некако да употребувам и свежи намирници да ги ставам во рецептите кои што ги подготвувам, како што ете морковчето, еве да си ставим еден домат свеж, а потоа и она од Еве Верче, пробав. Значи, добро е со сол, доколку оние љубители на многу солена храна, може да си додадат, но вака навистина е рецептот не вклучува и кашкавал, кој што е солен, и пармезан, така да мислам дека таман ќе си биде убаво. Да. Ајде сега јас да те запрашам, како е со гостите во утринската програма? Интересно е секој ден различни. Се учиме на многу професии, кои се предностите, кои се потешкотиите. Нели јас овде кога ги поканувам од различни области. Да, јасно ти е, така е. И тоа е навистина, ама интересно и убаво. Да, предизвик е и она кое што навистина се, ние сме малку и мала држава. И во Утринската 64 гости секој месец да најдеш, а да не се повторуваат секој месец. Гледаме барем на година и пол барем да не ни биле. А и оние кои што сакаат да излагаат пред малите екрани, да зборуваат на теми, пак се исто така да речам се мал број на луѓе. Има многу експерти и многу луѓе кои што од најразлични професии имаат многу што да кажат и достигнување, но не секој сака пред камера, не се чувствува комфортно. Па на крајот на денот и немаме избор, тука и мора на некој начин да се повторуваме, како што кажав, и мала земја сме и тие се. Исто, па замисли си кај мене како е, кој ќе кажат. Но верувам дека многу сакам да дојдам, но не знам да готвам. Да, но верувам дека и те го задржуваме вниманието и со убава енергија ги будиме нашите гледачи, за да ете што се вели утрински заедно си се дружиме, да ги расположиме, да им пренесеме убави, корисни и сервисни информации и да на убав начин да им започнете денот со нас и со сите оние избор на гости кои што го правиме. За да, ете, како што кажав, им биде интересно. Добро е. Да, добро е. Убаво си се крчка. Убаво, навистина добро. Сега можеме да си го ставиме и доматното пире, за да тоа све така некубаво се закрчка. Браво, бе, Верчеве. Мириса на вкусно, на убаво. Мириса на вкусно, на убаво. Тоа е важно, ќе ни биде... Одлично. Еве, со ова, јас ќе ти помогнам. Чекај да ви... Па сипни го цело. Да, го сипаме цело. Нека биде убаво сочно, треба да биде убаво и сочно, тоа е... Затоа што и макароните ќе вплијат. Ето така. Браво. За овој, како што кажав, значи рецепт ние денеска ќе користиме макаруни, но јас сакам дома ги правам, има едни како шпагети со дупчиња. Така.
и се подебелки, ги има од најразлични сега производители на макарони. Ние и се малку, да речеме, дефицитарни, но еве за денеска интересни да бидат тие стапчиња. Така. Денеска не успеавме да ги најдеме, што не е толку важно и битно, не е трагично, бидејќи состојката исто е и како на макарон, тестенина. Верувам дека секако ќе биде убаво, освен во оној пресак, да речеме, кога ќе се пресече, нема да можат тие дупчиња да се видат, ама макароните ќе може да се видат. Сакам да кажам дека не е грешка, може и со неовие макарони, може би некој ќе сака и со шпагети да го направи или било како. Затоа што и редењето на рецептот како мусака е многу едноставен. Ќе ги поставиме макароните во тавче, каде што во средината ќе ни биде овој сос. Можеш веќе, Верче. Да, можеме да го направиме. Ја само овие да ти ги повлечам. Чекај момент. Овде тавчето ќе го поставиме. Така, сега ова кое што си е важно, со путерче убаво да си го намачкаме ова тавче. Ова да ти ослободам. И може и зејтинче да се ставиме, но вака убаво да го Затоа што ќе ги печеме во рерна. Да, затоа што ќе ги печеме во рерна. Практично, состојките генерално се све подготвени, во рерна ќе биде она што се вели да се запече подпечување, за дополнително да се спојат сите вкусови и да се добие тој финален, нели фин убав и да биде мусака. Да биде вистинска мусака. Да биде вистинска како велиме, убаво парче. Да. Добро. Да биде убава мусака, еве и така ни е ова убаво таман од стакло, оваа тава, за да се види дека убаво еве како убаво треба да се размачка. Веќе ќе го исклучам вече. Густината ја добивме. Густината ја добивме, зашто и така ќе се пиче во. Само ќе ти додадам убава лажица, за да можеш да ги сипуваш. Треба добро да се ова и можам да се го искористам еве уште малку овој нож да си поставиме ете ги макароните кои што не треба да бидат пребарени затоа што секако ќе одат на печење. На печење. Затоа да бидеме внимателни, ова бидејќи еве да си поставиме овдека уште малку путепче. Во Франција како велат? Што повеќе путер, тоа повкусно јадење. И италијаните и французите употребуваат многу путер. Така. И сега јас да речеме дома знам кога ќе ги исцедам макароните и со ладна вода да се прекине варењето. Така да. Знам да ги прилијам исто така целосни, знам и да ги прилијам само путерче, ама и сега и тука имаме, така да мислам дека доволно ќе ни биде ова. Сега да си земеме од макароните поблизу до тебе, поблизу до мене и тавчево. Само не ја покривај тавата. Не ја покривам, еве вака. Еве. Добро, тука го имаме сега едно ринделче за овој. Верче, за да гледаат како ги редиш. Така е, добро. И сега знаете што, драгче, ќе ни треба овдека мене една ринделка за ова за самиот добро. Еве, значи ова ни е тавата. Дај ми Верче да ти помогнам. Ајде, додека работиме заедно, јас ќе го изрендам, повели лажичката. Колку ти треба, целосно ли? Лажичка ќе ми требаше за овие макаронки, ама еве ќе се снајдеме, ќе земеме. Више се познаваме ние тука. Па да, кујната ти е позната, местото ти е познато. Местото ми е познато, ама еве вака. Верче, кога јас сум со луѓето, знаеш, постојано и ме прашуваат. Да. Драгче, ти си во телевизијата, кажи ми, која од колешките е најдобра? И јас велам сите се добри, затоа што ние сме едно семејство и навистина така функционираме, без задни намери, си помагаме едни на други колку можеме, се поздравуваме, се сакаме, се гушкаме. Второто прашање ми е дали ти си Верче толку убава. Така ли? Во природа. И јас вака ќе им кажам дека ти си имаш многу убава душа, убавината е таа како што ја гледаат навистина, си ја одржуваш. Си ја одржуваш. Сите пред се драгче треба да бидеме луѓе. Па досега, еве, јас со вас сум веќе трета година и функционирам преубаво, се чувствувам убаво. И сигурно и вие со мене, затоа што со љубов се дочекуваме секогаш. Така. Дали целиот кашкавал ти е потребен? Па сега не знам колку има. Еве, погледни.
Пак ќе ни треба сега тој ќе го искористиме за овдека да ставиме малку. Добро. Ама и доволно може ќе ни биде. Чекај сега. Ако треба ќе дорендам. Да. Ете така. Еве, да си го ставиме. Наше вично ни убав. Одлично изгледа. Супер ни изгледа. Наш македонски Ставам. сос. Така. Не бешанел. Не бешамел, не. Ето така. И традиционално како што баба ми и мајка ми се готват со јајце и млеко преливање и така. Така да се закрчка сето тоа. И да биде убаво. И да се јас биде ќе убаво. поставам чај да си пиеме јас и ти. може. Зашто и вие на утринската си правите чај Да. и вие убав. Да. Не знам сега каков поставивме, но каков и да е чај е Каков и чај. да е чај е чај. Чај е чај. Ке си каснеме, ке ни биде Така. убаво. Ете така, добро. Одлично. И сега ова и да беа сега да речеме макароните, немаше да има толку многу простор помеѓу. Аха, така. И ќе беше како тоа, што не е погрешно. Значи за тоа реков. Ако? Се ова секоја домакинка и не мора нели може на Колку свој начин убави што се има состојки. дома. Да. убави се состојките, Так. со кои макарони да се подготви ќе биде вкусно. Толку многу убави Да. состојки се поставени што тоа навистина ќе биде убав ручек. Убав ручек ќе биде. Со вакви состојки мислам дека неизбежно ќе биде убаво да се руча целото семејство. Вече убаво го искрчкавме. Не, да. Убаво го искрчкав. Тек сега кога ќе се спојат намирниците, па кога ќе си го запечеме, ќе биде Можеш одлично. и самата вака со лажичката за да ти влезе внатре тие Сега, да. водопчињата како што ги велиш ти Да, на да, макароните убаво да изгледа. Добро. Сега да изгледа така. Ете така. Дај ми ја тавата да не ти Еве пречи. тавата да си ја За да не ти тргнеме. пречи. Добро. Ете така. Да си- Сега ќе го ставиме, значи тука ни доаѓа кашкавалот. Убаво, да си го ставиме. Значи и ова е кој колку сака, дури може и повеќе. Значи Точно. тоа се Кој- вкусови. Како велиме и кој колку има во фрижидерот и во колку џепот. има И во да, џепот. за тоа не мора сега волку ќе кажат волку грама, толку грама, некој сака повеќе да е на Така. кашкавал, некој сака помалку да е на кашкавал. Значи тоа е Некој не ни додава. Некој па, не ни додава, Така. ние денеска еве за да биде онака малце побогато и телевизиски, така да нели? изгледаме по Да изгледаме малце по. убаво, вкусно. Да, ќе си ставиме. Ете. И ова не ти е потребно. И ќе тоа го не ми е повлечам. потребно. Сега да си ги Затоа што доредиме. ќе ни биде потребно. Да. Сега ќе си ги доредиме вака Макароните. Се овие тука малку затоа што ни се изварени, а не ги преливме со путерче, ни се лепат. Ама не е страшно, ќе им додадеме малку до згоре и кога ќе се изготви тој, кога ќе се испече, се искрчка во редната, нема ни да се примети. И плюс додаваме јајца. Да, нема ни да се примети, така да не се секираат домакинките и некој пат не мора се по рецептот. Така. И Така. кој како му навикнале Кој како му рацете. навикнале рацете, Така е. и ќе се искочи се убаво. Ја порано така леле читай рецепти, прави ова. Внимавај на грамажи, мери на мерилката. Додека не се опушти по вака, сега да си се снајде човек и во дадени моменти кога не се иде и не можеш да ги најдеш сите намирници како што се да речеме во рецептот, а убаво да ти искочи јадењето, тогаш си се опуштив и се викам Сега не мора вече си да ќе си ти е јасно како велеа нашите мајки и баби од рака. Да, Ете така, убаво си сега ти е кажа. тоа Ние од рака. денеска вака со овој малку рецепт си направивме све така некако од рака. Ете така. Што убаво. верувам дека ете така и од рака убаво Ќе биде. ќе биде убаво. Добро. Значи кашкавал сега ќе ни треба за уште Уште изреден, треба да уште една изреден. иста таква доза за кога ќе го прелиеме со јајцето, уште тоа да го ставиме. Ова царско јадење те морверче. Ептен. Царско јадење Ептен. Да, добро. Денеска така се погоди, Денот. така се погоди денот, па добро сега, Добро. нареден пат ќе правиме нешто друго сега. Така. Во сезоните сега кога како. Верче, има ли нешто што, еве, на патувањата си мислела дека е вкусно од јадење, а кога си го вкусила не ти се допаѓа?
Па да ти кажам, не, некако ги гледам, ги пребирам, ги бирам, ги гледам што се ги, не сум промашила, така, не се не сум промашила, иако сакам да пробам најразлична, ама ги читам со мислам од што е направено јадењето и верувам и стварно не сум промашила до сега, бе дури кога ќе одиме се дружиме, бе како вика ги бираш овие вако, па се што ќе нарачаш, рече и некои комбинации да речеме од јадење кој што не е наша кујна и ќе се измеша да речеме во салатите со овоше, со нешто друго што не е специфично сега благо и солено, така карамелизирано. Така и абе како рече ги бираш? Викам на тепка, ети пеци. Така како ќе ти се погоди. Да, сега ќе ни треба уште едно. Тука можеме јајцата да ги изматиме? Може во жолтото, така. Можеме овде или? Може. Може и во ова, така? Ова, можам да ти додадам вилушка. Супер. Овде ќе си ставам јас јајцата. Вилушка или маталка? Сеедно. Вилушка полесно ни е на Како рака. да се снајдеме можеме. Ете Со било така, затоа што ќе ни биде интересно. Да, еве. Браво, Верче. Ете со муабет си правиме убаво јадење. Да, си се снајдеме со тоа што имаме. Значи, дали и со 3, сега тавчево ни е големо, сега произволно не мора секој пат да бидат 4-5 јајца, Така, како што кажавме, значи од рака до макинките. Рече ти бидејќи знаеш колку бројни сме овде, да биде тавата полна. Ми рече Дракче да направиме полна тава. Да направиме полна тава, па нели убаво сега и да биде ова што го готвиме, па да. И сега жал ми е гледачите ќе не можат, ќе треба тие да си го направат за да го вкусат, ама еве нашите колеги барем денеска да што се дружиме и после утринската еве да имаат можност да пробаат. Добро. Сега можеме и тука на јајцава да им ставиме малку дали сол, дали вегетичка. Можеме зачим подобро, за да не ги презасолиме. Да не ги презасолиме, затоа што и овој си е доволно беше. Не, и доволно беше во месото. Кашкавалот си е исто солен, малце само ќе ставиме, бидејќи имаме и млеко. Да, заради вкус. Ете така. Сега ќе ги изматиме убаво јајцата. Ме бива ли бе, Дракче? Многу супер, одлично. Јас ти се восхитувам заради тоа што ти сакаш многу да готвиш и убаво е да се види дека вистински Верче знае да готви. Па добро, да, сега навистина преку недела немам толку време и баш децава дури ќе забораат кога сум готова, кој ми викам нема да мислат дека Верче само седи пред огледало и се шминка. Така, да. А не зна дека Верче во секојдневието воопшто и не носи шминка. Да. Постојано е многу природно. Леле, сега се одморив од оваа шминка баш кога бев на патувањето, иако имавме излегување, верувам им дека, значи трошка шминка не сум ставила. Така ти беше се едноставно и пријатно. Да, и баш така малце од ова секојдневие се тргнавме. Сега си го прелеваме. Може требаше кутлача или така? Вака може и вака. Добро. Или ние домакинките си се сме си навикнати. Еве вака фино убаво за да си биде богата, за да сето тоа си се ете искрчка. Одлично. Леле. И како би рекле децата, и живо би и вака недоправено убаво мириса. И недоправено убаво мириса. Така. Чекај се и ова тука да му ставиме за да може да си се крчка на оваа страна, да го искористиме потерчето што ни остана. Сега кога ќе им дадеш мек, особено на горе овие макаронките макаронките малку да ги замастиме. Да ги замастиме. Добро. Така не ги направивме претходно. Ти подготвив едни фотографии, ама додека не го ставиме тавчето во рерна и нема да ги гледаме, сега чекаме да биде ставено во рерна. Еве сега во рерна, ќе си го ставиме ова убаво. Од кога сум го вклучила? Од како почнавме. Да. Таман ни е подготвена рерната, брзо ќе оди. Брзо ќе оди, ова му треба стварно, што се вели... Многу брзински. Да. Обично на минутажата ги додавам, Верче. Да. Да биде се како што планираме. Да. Ете така, да ни искочи, верувам, убаво ќе ни искочи. Реков јас царско јадење спремаш ти, еве, гледај, со сите тие состојки мора да биде навистина и вкусно. Овие да ги потопиме малку што не стана од горе, вака. За убаво да си се позапечат и уни. И да одиме сега во рерна. Ете така. Ете така, верувам дека убаво. Браво.
Добра, сега ова ракавици за сега не ни Не, треба. ти само внимавај на горната Ајде. решетка. Така. Повели, И па се ова вака да го ставиме. полека. Полека, внимавај, бидејќи многу е жештена. Да. Јас. Ете, добро. Како велам, мене ме познава, мене ме Тебе познава. те познава, да. Ајде сега додека тоа ни се крчка, јас ќе барам од режијата да ни покажат фотографиите кои што јас и ти ќе ги коментираме. Ајде да ги видиме фотографиите. Да видиме што ќе имаме. Што одбравме? Добра, што одбравте? Убава Вера. Убава Вера. Ајде да видиме Да, еве убава ова Вера. е од последното издание на Виенскиот бал, односно од јубилејното 25-то, кој што ете во регионот, навистина можеме да се пофалиме со една ваква традиција каде што имаме спој на различни култури. Тука сум со едни мои пријатели на една промоција, дел од нив верувам дека нашата јавност ги препознава, а еве ми ги колегите од Утринската на еден концерт кој што одиме, тука е и херка ми и колегите, ова е од златна бубамара на популарноста со една од учесничките која што ни дојде од Америка, тука со врточетка ми со драги гостинки од Црна Гора, која што неодамна исто така ми беа гостинки, па ете имавме една специјална вечера подготвена за нас, по малку поразличен амбиент. По едно Да, еве сум јас како играорка. Мојата омилена фотографија и ти ја одбрав специјално. Да, јас сум моето културно-уметничко друштво Орце Николов оваа година прославивме еден многу убав јубилеј, 80 години постоење. Браво, одлично. И навистина низ целата година имавме доста настапи и доста концерти. Па така да еве, навистина ми е чест. Убаво што ја одбрав да те предизвикам за ова доживување, ете така. Еве со драга колешка исто така од Утринската со Милина, тука сме заедно на еден настан кој што ете го водиме, па ете и се дружиме надвор од Утринската Здраво Македонија. Како што кажав, ова не е еден од плакатите, имавме одлични работилници за нашите деца, каде што ги учиме за фолклорот, за традицијата и тоа е на еден од настаните. Тука сум во опера и балет, дел од деновите на операта, заедно со амбасадорот и амбасадорката од Австрија, со уметници од таму, тука еве Египет со децата, така и пирамидите, она кое што секако не треба да се пропушти, иако патувањето, екскурзиите се малку мачни, но еднаш кај човек таму и треба навистина посебна магија на доживување. Да, и децата навистина едва и со мислам со нетрпение го чека ете тоа патување, да одиме да ги видиме фамозните пирамиди. Како едно од нели 7 светски чуда. Тука сум на еден хуманитарен базар новогодишен сега од оваа година и со амбасадорката од Австрија, жената на амбасадорот Аида и со незина. Ова сум со Теја Трајковска, наша пејачка, која што сега на последново патување си ја направивме оваа фотографија на плажа. Да кажем, еве сезоната е отворена. Да, така да ете многу убаво си поминавме, ми е убав драг спомен. Ова е во Драмскиот театар при еден фестивал кој што се вика Рута, денови на Рута, кога сите театри од регионот доаѓаат и се представуваат по еден ден со своја представа во театарот Софија. Ова не е нашата драга Калиопи, која што исто така сите знаат, и ми е драга фотографија која што ја имам, и ми ете сите тие ми се драги пријателки кои што нели ги знаме еве. Со министерот за култура. Да, сега со министерот, тогаш се уште беше актер и дел од сцената, сега има поразлична улога. Ова е Петар Граша, да, кој што исто така можам да кажам дека ми е пријател и кога доаѓа тука, сега и веќе и со семејството и сеите се гледаме, се дружиме, бидејќи тоа е риба како јас. Сака друштво и дружење. Да, така да ете некои фотографии кои што ова е Ѓорѓе Давид, кој што е на некој начин промотер на македонската музика, навистина на нашите деца од тука. И многу ги сака и многу им помага. Ова се мои колешки од модната сцена, Ведрана и Светлана Црнокрак. Ете на една модна ревија за Волфорд у Скопје пред неколку години во градскиот трговски центар.
Така да никако мудава и манекенството Заедно. низ годините не пратат, ама убаво дружење ние. Вече ова фотографија, кога многу ми ќе ја видат, ќе речат, колку е убав светот. 3 убави дами. Да, така е, да. Јас морам да ми кажам на гледачите дека кога се подготвував за емисијата и велам Верче, испрати ми некои фотографии, леле драгче, па јас немам фотографии. А Верче, ако ти немаш фотографии, кој би имал? Прати ми фотографии во кои што ќе најдеме приказна. И еве, имаме една убава приказна. Така е, драгче, знаеш како што велат ние жените исто како со плакарот. Леле, секој ден немам што да облечам. Леле, немам ова, така и со фотографиите, затоа што веројатно стварно навистина ги имаме многу. Но треба да се одберат неколку. Треба да се одберат неколку и гледав на некој начин да бидат поразлични од она што досега сум го покажала како фотографии, а има уште многу фотографии со многу драги личности кои што ете не успеав при оваа можност, ама верувам дека ќе имаме друга прилика. Еве, ние сега ќе го бараме рецептот на денот, а потоа да видиме дали нашата тава е искрчкана, одиме со рецептот на денот. Што се нам ни е потребно за денешниот рецепт? Мусака од макарони, 300 грама мелено телешко месо, едно пакување макарони, пастицио, една главица кромит, еден морков, еден црвен домат, 200 до 300 грама доматно пире, 300 грама кашкавал, 150 грама пармезан, 4 до 5 јајца, 250 мл млеко, маслиново масло по потреба, половина коцка путер, малку мускатно оревче, сол, бибер и други зачини по избор. Верче, јас тука до мене мускатното оревче, па знаеш како убаво ми така пријатно мириса, е навистина убаво. Да, јас ги сакам зачините, тавчето бидна. Полесно го направи отколку што видовме мака да го изнесеме на маса. Така е, затоа што ова тавче без рачки некако малце ни зададе проблем, ама еве. Одлично. Да. Сега можеме да кажеме на гледачите, доколку некој сака да бидат уште поуварени, може да ги крчка, колку сакаат може да бидат вака. Ние гледаме дека состојките треба да ги впијат макароните и да се исече да биде добро. Беше супер домакинка. Ти благодарам, драгче, стигнаш така. Одлично. Прекрасно. Да ни направиш... Ти одлична домакинка. Ти благодарам од срце. срце. Да се биде на гости кај тебе. Направивме убав рецепт. Верувам дека на нашите гледачи им се допадне и разговорот, и рецептот, и се надевам дека ќе го направат. Еве, по инаков начин направење на мусака. Ве поздравуваме и ве оставаме во добро расположение. Ве сакам. Поздрав!